Почитувани, го следите неделничкото интервју на онлайн магазинот Inbox 7. Оваа недела гостин во нашето интервју е Шабан Зендели, директор на Македонски железници транспорт. Господине Зендели, добар ден. Добар ден. Драго ми е што сме во можност да поразговараме за проблемите и ситуацијата на Македонски железници транспорти и целокупното работење на мрежа транспорт Скопје. Господине Зендели, како го гледате железничкиот сообраќај во Македонија? Железничкиот сообраќај во Македонија има доста потешкоти, бидејќи подолго време не е инвестирано доволно и во поглед на инфраструктура и во поглед на влечени средства. Ние како Македонски железници транспорт имаме доста застарен возен парк. Ако земеме само број локомотивите како влечни средства, просечната старост на истите е 36 години. И да не кажувам дека и имаме недостаток на истите, значи имаме сосема мал број на локомотиви, што ни прават секојдневно потешкоти во поглед на извршување на тековните активности. И во поглед на патничкиот и во товарниот сообраќај на предпријатието. Со колку влечни средства располага Македонски железници инфраструктура моментално? Како бројка располагаме со 58 влечни средства, но во функција се 5-16. Сите други се ставени вон функција по подолго време и рака на срце, некои од тие веќе се постојат како, да се изразаме на народски, само како шасија, бидејќи многу делови од тие или мотори и така натаму, резервни делови земени па искористени и употребени во овие средства што ги имаме во функција, и од тие 5-16 што ги користиме тековно, исто така имаме проблеми околу резервните делови и така натаму. Колку според вас влечни средства ви треба за да нормално одвивате сообраќај? За некој нормално функционирање и со оглед на тоа дека можда имаме потреба и да зголемиме и бројот на линии на одредени релации, некоја оптимална бројка би било 40 локомотиви да бидат во функција. Која е последната локомотива која сте ја набавиле како предпријатие? Последната локомотиви се набавени, по мои сознанија, негде пред 25 години. Со проектот од ЕБРД, што е во последно време, се набавени гарнитури, 6 гарнитури за патнички промет кинески и некои 150 вагони. Во рамките на тој проект, од кредитот од ЕБРД, се предвидени и набавка на 4 локомотиви, и тие се електронски кинески локомотиви. И чекаме секој момент, така наречено, да го добиеме првата локомотива, бидејќи е товарено од Кина. Моментално, ако збориме за денеска, се наоѓа во Кореја, се дотоварат разни други стоки во бродот, за да тргне према Македонија. Колку чини една таква локомотива? Тие локомотиви се измеѓу 3 и 3 милиона и 900 илјади евра. 3 милиони и 900 илјади евра, така. Оди толку чинеше една гарнитура од кинеските возила. Тие се гарнитурите толку, а овие се околу 2,5 милиона евра. Јас бев пред неколку дена во Турција, они имат набавено, добро, тие се брзи возови, што можат максимална брзина да развиеват до 350 км на час, иако ограничувањето во Турција било на 250 км на час. И се Siemens производство со 8 вагона чина 33 милиона евра. Значи, многу поскапи, али
нормално други стандарти. Колку македонски железници транспорт е подготвен да прими конкуренција во македонскиот железнички сообраќај? Во поглед на конкуренцијата, нормално дека ние како македонски железници со овие услови што ги спомнавме до сега, ние можеме да се носиме со конкуренцијата и нормално тогаш истата работа повторно би требало да се подели со другите. А во делот на патничкиот сообраќај, патничкиот транспорт, каква е ситуацијата таму? Патничкиот сообраќај, да бидеме искрени, веќе секој ден губи и губи од значај, во смисол што ако правиме некоја споредба дека во минатиот период во друмскиот сообраќај е инвестиран во патната инфраструктура и така натаму, што е добиена многу поквалитетна услуга, смисол на побрзо пристигнување од едно во друга дестинација. Во железничкиот сообраќај е направен обратниот правец. Ако јас, како Шабан, се враќам во минатото, од Куманово за Београд сум стигнал со воз за 6 сата или 7 сата максимум. На наше време, така да се изразам. Сега, во ова време, не е скратено тоа време, него минимум што може најдобро време за да се стигне од Куманово до Београд е 11 до 12 сата. Ако пред 20 години или 30 години со автобус исто така се стигнало од 6 до 7 сата, исто како со воз, сега со автобус или со патничко возило може да се стигне за 3-4 сата до Београд. Значи, таму е многу е скратено времето, тука е зголемено. Колкава беше таа партиципација на државата досега во МЖ транспорт и колку вие цените дека треба да биде за нормално функционирање? Моменталната ситуација е ова што е. Очекуваме да имаме разбирање па да инвестираме нешто во поглед на обновување на возниот парк. Колку пари префрлуваат годишно сега за патничкиот сообраќај? Минатата година беше 415 милиони денари, на крај плюс 15 со ова, 430 милиони денари, исто така и ова година се 430 милиони денари. Тоа е некаде околу 6-7 милиони евра. Да, и тоа 60 до 70% од тие средства идат према инфраструктура за пристапот, што го плаќаме према инфраструктура. Доколку имате, например, нормални услови, каков приход би можеле да остварите со ова? Имаме можност потенцијален за да превеземе стока, али нема можност да излеземе во сусрет. Во даден момент, пример, ние имаме, да кажеме, материјал што се увезува од странство преко пристаништето Солун за цементара. Бродот е околу 50.000 тона. Во тоа учествува и камионскиот превоз и ние како железница, бидејќи за 30 дена што имат они рок за складиштирање во пристаништево, ние не сме во можност целокупниот товар да го пренесеме во Македонија и затоа идат и со ова. Доколку би имале ние повеќе локомотиви и вагони, што збориме како комплет, тогаш би можело тоа да го направиме за пократко време и целокупниот превоз би ишел со железницава. Во делот на вработените каква е состојбата? Просечната старост ако ги исклучаме овие новите 100 вработувања што ги имавме пред неколку дена, беше 52 години просечната старост на вработените во железницава. 2014 имало, зборам за македонски железници транспорт, 1285 луѓе. Со 31 оваа година бевме 859. Има опасност да се доведе безбедноста на сообраќајот заради недостатокот на кадар, пошто споменавте дека 52 години просечна старост. Јас мислам дека... Знаејќи дека за одредени возови, например, треба и 5-6 години рутина додека да стегнат тие млади. Јас не би кажал дека постои некоја евентуална опасност за загрозување во тој сегмент. Почитувани,
го следевте неделничкото интервју на Inbox 7. Ви благодарам.